Почитувани приятели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Средечен поздрав од студиото на радио Глас на надежта. Вие следите утринската програма Добро утро, која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Еве не денеска повторно заедно, петок, 16 декември 2022 година или уште 15 дена до крајот нова календарска година. И денеска за вас, почитувани гледачи, приготвивме интересни содржини и верувам дека ќе го задржиме вашето внимание. На почетокот да ги проследиме нашите сервисни информации кои не интересират како ќе биде времето денеска. Според прогнозата, времето ќе биде сончево со умерена облачност и релативно топло. Ќе дува умерен до засилен ветер од јужен правец. Во Скопје сончево со умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Гледајќи Европа, која има снег, па и на овие поранешни простори на бивша Југославија, исто така има во некои држави снег. Еве кај нас прогнозата е дека во наредните 2 дена ќе имаме релативно топло време, за која секунда ќе ги соопштам и температурите, ќе се изненадиме дека ќе бидат високи денеска и утре температурите во Македонија. Еве како стојат со температурите поедини делови во нашата земја. Ќе почнеме со крајниот западен дел од 6 до 14 степени, во Скопскиот регион од 8 до 15, Куманово од 4 до 16, Беровскиот регион од 2 до 14 степени, во Тиквишијата, значи Кавадарци, Неготино, Демиркапија од 10 до 19, Гевгелија од 8 до 18, Пелагонискиот регион Битола Прилеп од 7 до 17 и Охридскиот од 8 до 17 степени. Како што може да слушнете, почитувани гледачи, ќе имаме релативно топло време денеска за овој дел од годината. Во поранешните години во овие денови имаше и снег, но еве сега имаме најава за топло време, значи денеска и утре ќе биде слична температура, ќе се движа значи од 6 до 18 степени за време на саботата, односно на викендот. Што се однесува до наредните денови, значи после веќе од недела, понеделник имаме опаѓање на температурите, но повторно ќе бидат дневните од 7 до 14, од 6 до 11, од 6 до 12, тамо некаде, значи на 20 декември, 19, 18, повторно ќе имаме дневни повисоки температури од вообичаено од минатите години. Како е да ги искористиме овие топли, се уште топли денови, бидејќи се е скапо и огревот, и нафтата, и пелетите, така да и струјата секако повторно ќе поскапи после нова година. Овие денови се топли, добре дојдени за сите нас. Што се однесува до информациите од Автомотосојузот на Македонија, тие соопштува дека сообраќајот се одвива на државните патишта непречено понаместо влажни коловози, бидејќи во минатите денови врнеше дожд, облачно беше, така да еве се уште некои патишта се влажни и се препорачува внимателно возење. АМСМ препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно правување со возилата, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите, каде можно е да има и одрони. Тоа се познати делници Куманово-Катланово, односно Катланово-Велес, Маврово-Дебар, Струга, Виница, Берово и Кочани-Делчево. На некои
делници од патиштата во Македонија има градежни активности, работи, така да бидете внимателни, почитувани гледачи, возите внимателно. Од 15. ноември задолжително е носење на зимска опрема во автомобилите до 15. март 2023 година. Што се однесува до граничните премини, еве ќе ги посетиме. Одиме на граничниот премин Богородица, Македонија, Грција, така да овде има неколку автомобили и воопшто скоро нема никакво задржување. Одиме кон соседна Бугарија, Деве Бајер, тамо гледам сонце. Според камерите кои се поставени на граничниот премин Деве Бајер, значи нема воопшто задржување, еден автобус овде се гледа на камерата. Одиме со камерите на Табановце и таму нема задржување, така да еве ќе отидеме и према соседно Косово, Блаце, граничен премин Блаце, нема воопшто задржување, така да доколку планирате за викендот да ја напушите нашата земја, дали во Грција, Бугарија, Србија, Косово, еве и во Албанија може да отидеме на граничниот премин Ќафасан, овде веќе има неколку камиони, меѓутоа тоа е незначително, има 2-3 камиони, сонце има, значи, во тој дел на нашата земја, можете и во Албанија да отидете. Што се однесува до рубриката на денешен ден, еве што е запишано, што се случило во минатото на денешен ден, 16. декември. 1485 година родена е шпанската принцеза Катарина Арагонска, прва од 6 жени на англискиот крал Хенри VIII. Разводот во 1533 година, извршен без дозвола од папата, предизвика реформи во англиската црква и прекин со Ватикан. Хенри VIII се разведуваше повеќе пати, бидејќи немаше машки деца кои би биле наследници на престолот. На денешен ден, 16. декември, во 1678 година, умрел англискиот економист Вилијам Пети, творец на теоријата на работните вредности, кој според Карл Маркс ги постави темелите на политичката економија како наука. Дела негови се Нешто за парите, политичка анатомија на ирска, политичка артиметика. 1770 година на денешен ден во Бон е роден Лудвиг ван Бетовен, германски композитор, еден од најголемите композитори на сите времења. Универзалноста на неговата гениалност се гледа во поетското и длабоко доживување, осликување на природата во непосредно изразување на лирските и љубовните чувства. Одиме понатаму, 1773 година на денешен ден, незадоволно од високите увозни царини и од британската колонијална власт, група американски колонисти во Бостонското морско пристаниште ги исфрли сандуците полни со чај од еден британски брод. Тој случај подоцна, наречен Бостонска чајанка, ја нависти американската војна за независност, започната во 1775 година. Одеме малце во посвежи години, значи, еве, ќе споменеме 1970 година, роден англискиот писател и визионер Артур Кларк. Во неговите научно-фантастични романи и приказни, главни теми се истражувањето на Вселената, морските длабочини, како и времето. Има, значи, интересни дела напишано, како што се 2001, Одисеја во Вселената, Конечната Одисеја, Град и звезди и така натаму. Во 1920 година на денешен ден силен земјотрес ја погоди Кина, при што ја опустоши провинцијата Шанси. Подорнатините на зградите загинале околу 180.000 луѓе. Вистина голема трагедија. Во 1944 година германците во Втората светска војна во Ардените со силна артилериска подготовка и со спуштање на 1500 падобранци ја започнале контрафанзивата на Западниот фронт. Во 1949 година на денешен ден водачот во борбата за независност Ахмед Сукарно беше избран за председател на Индонезија.
posteknovanje to na nezávislosť od Holandija. Evo je nešto povezano so Makedonija, no nažalost nemame nekoj takvi baš nastani, no može biti, evo je jedna, v 1995 godina so odluka na izvršen komitet na Evropskата konfederacija na sindikatite, Sojuzut na sindikatite, na Makedonija stana člen na forumu na EKS. Znači, Evropska konfederacija na sindikatite. Evo, počtovani gledači, to je nekoliko informaciji, servisi na početok, a сега odime so jedna hristijanska pesna da ve pozdravime site vas. Sto gradu i
Продолжуваме со нашата програма. Почитувани гледачи, пред да поминеме на следните рубрики, би сакал да ве поздравам сите вас кои ни посакавте добро утро ова утро во нашата емисија. Еве јас ќе бидам слободен и ќе ги прочитам овие имиња. Поздрав до Весна Микова од Колешино, потоа имаме поздрав од Германија, Еда Алимова. Имаме поздрав и од Шабанова, од Австрија, од Виена, и други гледачи и гледачки, Македонка од Скопје, така да ви благодарам на вашите поздрави и што ја следите нашата утринска програма. Нашата претходна емисија беше следена од голем број на наши гледачи. Еве, ќе спомнам некои од државите и од градовите. Секако најмногу не следат од Македонија, од Скопје, потоа Кавадарци. Имаме од Битола, Прилеп, Струмица, Велес, Штип, онака како што Фейсбук ни ги дава и јас ги читам според тој редослед. Од државите имаме Србија, поздрав до сите гледачи во Србија, Германија, поздрави до Германија, Бугарија, Хрватска, Соединетите Американски држави, Австралија, Бразил, Австрија, Босна и Херцеговина, Италија. Секако има и од други земји кои подоцна следат нашата емисија, бидејќи се снима и сите емисии може да ги погледнете, почитувани гледачи, на нашиот YouTube канал Радио Глас на Надежта. Може да ја споделите ова емисија со ваши пријатели кои исто така имаат Facebook или на некои од останатите социјални мрежи. Продолжуваме со рубриката читање од Библијата, но пред да ја отвориме Библијата и да читаме од псалмите Давидови, еве на почетокот неколку капки на мудроста. Не превземајте никаква активност додека ве држи гневот. Ако постојано докажуваш дека си во право, ќе бидеш виновен. Луѓето се големи деца само со голем раст. Некои луѓе од своето богатство немаат ништо освен стравот да не го изгубат. Да се знаат многу работи не значи да се биде мудар. Надевај се на добро, но биди подготвен и за најлошото. Ако лицето си го свртил кон сонцето, сите сењки ќе бидат позади тебе. Понизната молба ги омекнува и најтврдите срца. Старата заблуда е секогаш попопуларна од новата вистина. Немој да бидеш жалостен што си остарел, но гумина ја немале таа предност. На децата им се потребни повеќе примери отколку критичари. Еве, тоа беа капки на мудроста, верувам беа мудри изреки, некој ги доживел, па се запишани и можеме да извлечеме сите поука, ние почитувани пријатели. Денеска е наред да го прочитаме 29-тиот псалом. Еве како гласи: Химна на Господа над силите. Признајте му ја на Господа, еј, силници, признајте му ја на Господа славата и моќта. Признајте му на Господа слава, за неговото име достојна. Поклонете му се на Господа пред сјајот на светоста негова. Гласот на Господа татне над водите, славниот Бог грми, Господ грми над силните води. Гласот на Господа е мокен, гласот на Господа е величествен. Гласот Господов кедри крши, Господ крши кедри либански. Па потекнува Либан како јуне, подскокнува Либан како јуне, а Сирон како младо биволче. Гласот Господов грми, секаат молни. Гласот Господов ја тресе пустината, Господ ја тресе пустината Кадеш. Гласот на Господа дабот го свиткува и шумите ги соголова. Во неговиот храм секој воскликнува слава. Господ царува над силните води,
Gospod je zacaren kako večen car. Gospod na svojot narod mu dava sila. Gospod svojot narod со мир го благословува. Навистина, величествени реченици и зборови употребил Давид, почитувани гледачи, да го опише Господа, да ја опише неговата сила, неговата мог. И затоа, навистина, колку имаме предност ние како христијани да имаме еден таков Бог кој е силен и во природата и во се. Да му веруваме чврсто на Господа и на неговата сила. Продолжуваме сега повторно со песна. U svakom srcu sasvim duboko skrivena leži zmija zla. Otrovom svojim uvek je spremna da rani moga bližnjega. O kako mnogo gorkih suza poteklo je zbog zmije te. I šta ja mogu, što drugi plače, kad zmija ta je jača od nas. O kako možeš da nas voliš i da nam praštaš, o Isuse, kad naša srca kamena hladna za tvoju ljubav nema red. Da li ću moći ikada znati koja je sila beskrajna spustila Boga sa visina u dubinu ponora. Oko je bio toliko važan da bi zbog njega patio Bog. O ja sam bio beskrajno vredan u očima moga Isusa. O kako možeš da nas voliš i da nam praštaš, o Isuse, kad naša srca kamena hladna za tvoju ljubav nema red. O kako možeš da nas voliš i da nam praštaš, o Isuse, kad naša srca kamena hladna za tvoju ljubav nema red. Почитани гледачи, повторно се враќаме во живо. Вие следите утринската програма на Радио Глас на надежта. Добро утро. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо ја следите нашата програма. Следува рубриката Искуства. Денешните искуства или вести не доаѓаат од
Tanzanija. Pre da gi pročitam današnje iskustvo, evo samo da se zapoznajeme sa nekoliko rečenici za Republika Tanzanija. Je zemlja na istočni od breg vo Afrika. Se graniči so Kenija i Uganda na sever, Ruanda, Burundi i Kongo na zapad, Zambija, Malavi i Mozambik na jug i Indijski okean na istok. Imenuvana je po Tanganyika i ostrovot Zanzibar. Glaven grad na Tanzaniji je Dodoma, a najgolem grad je Dar es Salaam, koji prethodno bil glaven grad. Zemljata bila členka na Commonwealth od sve do nizinata nezavisnost vo 1961. godina. Vo 1964. godina so objedinovanjeto na Tanganyika so Zanzibar i ostrovot Pemba bila formirana objedinetata Republika Tanganyika i Zanzibar, podosna premenovana vo objedineta Republika Tanzanija vo 1996. godina. Znači, relativno mlada, bi rekli, država, nešto kako Makedonija. 1991. godina, zna Amerika Makedonija proglasi nezavisnost, tako da, eve, današnje vesti i doagjat od ovoj del na svetot. Pa da gi prosledime današnje vesti, odnosno današnje to iskustvo, počitovani gledači. Iskustvo to, ki ni go raskaže Ilija, molitvata na verat. Ilija imel golem problem. Po završovanju to na srednjото učilište se zapišal na univerzitetu vo Aruša, koji pripagje na hristijanskata adventistička crkva, no nemal dovoljno sredstva da je plati školarinata. Univerzitet od Aruša ne bil prvi izbor za studiranje na Ilija. Той се наоѓал на третото место на неговата листа на посакувани универзитети во кој би тој студирал. Во тие денови му се јавил еден пријател Джозеф со кој бил во средно училиште за да го праша каде тој ќе студира. Ајде да одиме на универзитетот Аруша, би било убаво да бидеме повторно заедно, одговорил Джозеф. Илија мислел дека би било убаво и двајцата повторно да бидат заедно, така што ги поднеле своите пријави, го положили приемниот испит и биле примени на студии. Джозеф и Илија биле срекни што се примени на универзитетот. Му заблагодариле на Бога и се помолиле за финансиски средства за да ги покријат трошоците за нивните студии. Двајцата поднеле барање за државна парична помош, значи поднеле барање во државните институции за да добијат парична помош. По некое време Илија присуствувал на мисионска програма во црквата на молитвената седмица. Кога пасторот ги замолил собраните луѓе да ги напишат своите молитвени барања на ливчења, Илија на свое изненадување напишал молитва за благодарност до Бога, а не некое барање. Ти благодарам Боже што ми овозможи да се запишам на универзитетот во Аруша и што ми помогна да добијам финансиска помош за покривање на трошоците за моите студии, напишал тој на ливчето. Тој верувал дека Бог ќе му помогне околу трошоците за неговите студии. Кон крајот на таа седмица, Илија и Джозеф отишле на автобуската станица, купиле билет за пат до главниот град на Танзанија, Дар ел Салам. Ги купивме билетите, но како што знаете, одиме во непозната средина. Како ќе живееме, како ќе ги плакеме трошоците за студирање без никаква финансиска помош? Дали вераш во Бога, прашал Илија. Да, но, одговорил Джозеф. Дали е тоа истиот Бог во кој верувам и јас? Продолжил Илија. Да, потврдил Джозеф. Тој Бог ни помогне успешно да го завршиме средното образование, да собереме пари за автобуски билети и тој ќе ни помогне да живееме во овој град, како и за трошоците за студирање.
Подоцна истиот ден, овие двајца млади луѓе добиле повици на нивните мобилни телефони со потврда дека им е одобрена државна финансиска помош. Таа сабота Илија отишол во првата адвентистичка црква на која наишол и ја споделил добрата вест со другите. За него ова представувало вистинско чудо. Пасторот се помолил за него, а сите верници во црквата му посакале озбилен Божи благослов за неговиот престој во нивниот град, како и за студирањето на Универзитетот Аруша. Денес Илија е при крај на своите студии. Тој се здружил со многу студенти кои биле исклучени од нивните факултети поради држање на саботата. Тој сваќа дека не би можел да ја празнува саботата ако отишол на друг универзитет. Моето академско патување го започнав со желба да стекнам подобро образование и никогаш ниту еднаш не зажалив за оваа одлука. Еве интересно искуство, го слушнавме на Илија, кој навистина со чврста вера во Господа не само што се запишал на овој универзитет и успешно веќе го завршува, туку добил и парични средства од државата за да ги покрие трошоците за школување. Еве неколку мисионски информации во врска со Танзанија. Танзанија има 3078 адвентистички цркви. Добро слушнавте. 3078 цркви и 2474 групи верници со вкупно 680.469 членови на црквата. На население во земјата од 57 милиони. Има преку 57 милиони Танзанија, а верници има 683.469 верници. Ова представува сооднос еден верник на адвентистичката црква на секои 84 жители на оваа земја. Колку е тоа убаво, значи некаде околу 85 луѓе да ги сретнеш во Танзанија и следниот 85-тиот е адвентиста. Во 1903 година двајца германски мисионери, Градинар едниот бил, кој дипломирал на Универзитетот Фриденсау, значи човекот се вика Ейнс, а вториот Елерс, Молер, значи Градинар и Молер, кој бил вработен на варусување на зградата на адвентистичката мисија во Германија, станале првите пионири што ја проповедале адвентистичката доктрина во овој дел од Источна Африка. Во текот на 1903 година Ейнс и Елерс испратија порака дека им била дадена можност од страна на германскиот гувернер да купат земјиште од племенскиот поглавар Секимзата во Гита за 100 германски марки. И тука е направен првиот камп, значи првото представништво на адвентистите во Танзанија. Тоа се случило во 1903 година од овие наизглед обични луѓе. Едниот бил Молер, а другиот Градинар, но со висока визија, со длабока визија, тамо да го пренесат Евангелието и на тие луѓе во Африка да ми ја откријат големата љубов на Господа, што Бог ја има кон сите луѓе. Па еве и денеска имаме тамо, како што веќе слушнавме, 683.000, преку 683.000 членови на адвентистите на седмиот ден во Танзанија, а има преку 3.000 цркви и преку 2424 групи на верници кои немаат своји цркви, но се состануваат како групи во поедини делови нова држава која брои 57.474 жители. Прекрасно искуство, верам се охрабривме, а одиме сега повторно со песна.
Evo nepovtornovo programa, почитувани гледачи, вие следите утринската програма Добро утро, која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Во наредните неколку минути сакам да ви пренесам за вредноста на кивито, како овоше, зошто треба да јадеме почесто киви. Еве полека се ближиме кон зимски денови, каде што ќе се појават во поголем број вируси, меѓутоа еве зошто кивите се толку вредни и потребни да ги користиме во нашата исхрана. Јадете едно киви на ден и бидете здрави како дрен. Еве тоа некој ја срочил ова изрека, навистина се римува, јадете едно киви на ден и бидете здрави како дрен. Кивито е многу здраво овоше, богато со хранливи состојки. Содржи голема количина на антиоксиданси, флавоноиди и фитонутриенти, а богата е со растителни влакна. Во Македонија во последните 10 години се одгледуваат квалитетни киви. Значи, порано ги купувавме по висока цена и сега се во продавниците релативно 70, 80, 60 денари од килограм, меѓутоа може се најдат и за 30 денари, зашто секоја семејство, барем на југо доле во источниот дел на Македонија, луѓето одгледуваат киви, имат своји собствени плантажи, така да релативно кивите се ефтини како овоше. На запад, например, во западните земји, таму на парче се продава, зашто се многу скапи. Меѓутоа, еве, Македонија е богата со разновидно овоше, како што се јапонските јаболки, за кои зборувавме во минатите емисии. Меѓутоа, еве, денеска ќе кажеме нешто повеќе за вредноста на кивито. Овие зелени овошки се богати со витамин С и витамин Е. Содржат и калциум, хром, бакар, железо, магнезиум, калиум и цинк. Така, редовната консумација на киви може да ви ги донесе следните здравствени придобивки. Биете здрави во ладните денови. Некои истражувања покажуваат дека редовната консумација на киви го зајакнува имунитетот. Затоа се смета како едно од најдобрите овошја во зимскиот период. Кивито е овоше кое превенира појава на карцином. Богатството на антиоксиданси во ова мало сладко овоше ја штита ДНК од оштетувања кои водат до појава на карцином. На овој начин кивито се вбројува во овошјата кои го штитаат организмот од рак. Во кинеската традиционална медицина кивито со години се користи при третман на рак. Современите истражувања покажале дека екстратот од киви го спречува развојот на малигните клетки и штити од оштетување на ДНК. Имате вишок на килограми? Вклучете
kivi vo ishranata. Kivi to ima nizok glikemijski indeks, a sadrži golema količina narastiteljnih vlakna, što go pravi idealna hrana za site koji vnimavat na svojota linija ili sakat da gi namalat kilogramite. Dobri se za vidot, благодарение на витаминот С и другите состојки кои ги содржи кивито помага за заштита на очите од слободните радикали и од оксидативен стрес. Едно истражување покажало дека редовната консумација, значи употреба на киви помага за добар вид. Превенират појава на диабетес. Кивито има низок гликемиски индекс, што го прави погодна храна за сите оние кои што настојуваат да го намалат нивото на шекерот во крвта. Едно истражување покажало дека консумацијата на киви помага за регулација на адипогенезата, а тоа е процес кој е означен за превенција на диабетис. Јадете киви и зајакнете ги коските. Благодарение на калциумот, калиумот, витаминот К и магнезиумот кој ги содржи ова овоше, здраво овоше, се препорачува во исхрана за лица кои имаат или се под ризик на остеопороза. Имавте лош ден. Кивито содржи иноситол, кој е прекурсор на една состојка која ги пренесува сигналите помеѓу клетките, а помага за намалување на нивото на анкциозност, стрес и депресија. Препорака наша е, почитувани гледачи, денеска да си купите киви. И од утре да јадете барем по едно киви на ден. Не е скапо тоа во Македонија. Може се најдат на пазарите, на зелените пазари, по 30 до 40 денари. Секако може во продавниците, во маркетите поскапо, но има киви, значи, кои луѓето произведуваат и ги имаат во домашни залихи. Еве само уште еден податок. Кивито потекнува од Кина, поради што во светот во 1960 година е познато како кинеско цариградско гроздесто овоше. И покрај тоа повеќето луѓе го поврзуваат ова овоше со Нов Зеланд, местото каде кивито е донесено на почетокот во 1900 година. Има тука многу информации, сега времето полека ни стекнува на емисијата, не сакам да ве замарам, но може да најдете разни информации, но ги има во повеќе врсти, значи, но како е да е, која врста да јадете од кивито, ќе имате благослов за вашето тело. Значи, денеска ќе јадеме овоше киви. Одеме сега повторно со песна. Dok sunce peče iznad žala, vreli kamen bijel od vala, mali čamac pristaje uz obalu. U njemu ribara krupna stasa, težak koji i sve glasa oplakuje riblju žetvu propalu. Čelo skužvano od bora, grizu zrnca soli mora, ali gladna usta koja kući čekaju. Drhtave ruke grudi tuku, kako doći praznih ruku, kako odoljeti tihom dječjem djecaju. Zamisli se ljuto tada nad životom tim, životom koji nema hlada, da ga zakloni. Zakloni od takvog rada što mu dušu zarobi, zarobi u život muke, život uzdaj se u svoje ruke. Dok mu briga srce mori,
jedan glas mu progovori, isplovi hitro jer još jedan ponovi sve. U čudu stojeći na pramcu, ribar vjerova neznancu, diže sidro i pljune tad u dlanove. Nedugo zatim stare mreže u vodi postaju sve teže, mjesto da bježe ribe dođoše na dlan. Dok je ribar sidrio svoj čamac, ajde za mnom, reče stranac, budi kamen i ispuni svoj san. I zamisli se ljuto tada nad životom tim, životom koji nema hlada, da ga zakloni. Zakloni od takvog rada što mu dušu zarobi, zarobi u život muke, život uzdaj se u svoje ruke. Sjećanja i uspomene na viru taj dan, dok je visio na križu ribar prikovan, prikovan zbog tihog stranca koji sada je dobro znan, kome su u strašne muke klinom prikovali ruke. Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи, следува рубриката кратка духовна тема од Светото писмо. Во наредните неколку минути би зборувале за ползата од критикувањето. Сите ние како луѓе не сакаме да не критикуваат, меѓутоа понекогаш може да извлечеме и поука од некој ако има добронамерна критика кон нас. Кога еден млад професор бил именуван за проректор на еден голем универзитет, неговите постари колеги остро го критикувале неговите прогресивни идеи за воспитувањето. Очигледно било дека го сметале за неискусен новак или како еден вид почетник што го расипува мирот. Во своите напади врз него не штеделе зборови. Зар не е страшно што тие така го напаѓаат вашиот син, го прашал некој пријател таткото на проректорот. Пријателот се обидел да биде сочувствителен. Меѓутоа, таткото гордо одговорил: "Воопшто не, никој не фрла камења на мртво куче." Во ваквиот животен став нема ништо ново. Тоа е во цврста врска со библиското тврдење: "Тешко вам, кога ќе почнат сите добро да зборуваат за вас." Тоа го кажал Исус во Лука и запишено 6 глава 26 стих. Тоа не значи дека не треба да се обрне внимание на критиките. Понекогаш тоа може да биде и од полза. Тоа ни зборува нешто што мораме да го знаеме или ни покажува нешто што мораме да го сториме. Меѓутоа мораме да имаме на ум дека луѓето што потикнуваат нови идеи и што напредуваат ќе доживеат остри критики, спротивставување, а понекогаш и подсмев. Например, кога норвешкиот истражувач Нансен барал финансиска помош од норвешката влада на ски да го премине Греланд, весниците го исмејувале. Други се обиделе тоа да го сторат пред него, но никому не му успеало. И ова како да не било доволно. Нансен имал идеја својата експедиција да ја истовари од рибарската лагја на пустиот источен брег и да ја насочи кон западниот брег каде што живееле малку жители.
Сите поранешни експедиции постапувале спротивно. Членовите на тие експедиции поаѓале од запад и по должината на патот по кој оделе оставале складишта за да можат да се вратат. Нансен не мислел така. Весниците пишувале дека би било погрешно да му се помогне на овој човек да изврши самоубиство, но Нансен си обезбедил пари од странство и тој тоа го сторил. Критиката што ви упатена не значи дека не сте лице што заслужува внимание. Таа може да значи спротивно, иако може би понекогаш ја сметате за студена и остра, таа некогаш е и пофалба. Некои луѓе што ве критикуваат, тоа го прават затоа што му завидуваат на вашиот успех. Може би мисле дека сте талентирани, дека тоа можете да го сторите подобро отколку што сте го сториле. Првиот облик на напад може да биде горчлив и тежок да се поднесе. Вториот облик на критикување може да биде љубезен и корисен. Обата содржат известна мера на пофалба. Во правењето на буџет добро е да се направи фонд што ќе ги покрие грешките на планирањето. Никој не е совршен и затоа сите правиме грешки, но имаме право тие грешки да ги исправиме. Може би сте слушнале за деловните луѓе што имаат обичај секој година да изделуваат известна сума на пари во фонд со назнака фонд за неуспешни деловни потфати. Со тоа покажувале дека очекуваат грешки во одредувањето на времето, на новите производи или на начинот на продавањето. Многу подобра идеја за фондот за грешки е личниот буџет и прифаќањето на поуките од направените грешки. Големиот виолинист Оле Бул доживел мощни тешки мигови кога почнал да се појавува во јавноста. Написите во печатот не му донеле нешто добро. Критичарот кој најостро пишувал за него бил 2 пати постар од овој млад музичар. Младиот човек паднал во искушение, уеден и обесхрабрен да возврати со борба. Меѓутоа, тој одбрал нешто сосема спротивно. Го посетил критичарот, му заблагодарил за се што напишал и побарал стручен совет. Го прифатил советот на критичарот и продолжил упорно да вежба. Тоа направило пресвртница во неговата изведувачка кариера. На крај, од среден музичар станал голем и познат мајстор. Еве, во оваа кратка духовна порака, почитувани гледачи, зборувавме за критиката. Може да биде и полезна и добра, така да ако некој ни укаже на нешто со добри намери, да го тоа преиспитаме и може да го прифатиме како овој млад човек Оле Буле, кој доживел тешки мигови во својата кариера. На почетокот, еве, овој критичар го критикувал, меѓутоа бил мудар овој млад човек, отишол кај тој критичар, барал совет, ги прифатил советите и станал врвен виолинист во својата кариера. Нека Господ ни помогне и нам да бидеме и ние подготвени, ако некој добронамерно ни укаже на некој погрешка. Сите ние како луѓе може да грешиме и да погрешуваме во нашите активности. Одеме сега повторно со песни, полека ќе одеме при крајот на ова наша денешна утринска програма.
Во денешната утринска програма, почитувани гледачи, сакам во утро да ви ја покажам, да ви ја рекламирам една од најубавите книги напишана од писателката Елена Вајт, а тоа е книгата Копнежот на вековите, Исусовиот живот. Едно прекрасно дело, коментар на сите 4 евангелија. Додека сакате убава книга и да се запознаете со животот на Исуса Христа, книгата е претежно малку и подебела, меѓутоа обширна е, има некаде околу 784 страници, има и фусноти, значи индекс со објаснување на поими кои се запишани во Светото писмо. Ако, например, сакате да истражувате за верата, за љубовта или за Марија, Исусовата мајка, имате многу наводи, многу објаснување, така да сите вие кои сакате да имате едно капитално дело, има и тврд и мек повес, овај мек повес, пишете ни во нашата редакција, а книгата ќе ја добиете со 10% попуст од вообичајната цена која се продава. Ова книга не може да ја најдете по книжарите во градовите каде што вие живеете, меѓутоа ова книга е издание од издавачката куќа Знаци на времето од Скопје. Ние соработуваме со нив така да ќе можете да добиете со попуст. Значи, ви ја препорачувам сега за овие денови кои се пред празниците. За кратко ќе дојде Божик, кој го слави Западната црква, но и во јануари, 7 јануари, ќе го прославува Источната црква, така да за Исуса ќе се зборува многу за неговото раѓање. Овде во детали опишано токму каде и на кој начин се родил Исус Христос. А вие кои сакате да изучувате Библијата, почитувани пријатели, ви нудиме бесплатно светописмо, може да го нарачите во нашата редакција, а ние бесплатно ќе ви го испратиме по пошта. Исто така, кои сакате да изучувате Библијата, ви нудиме дописната библиска школа онлайн bibliјатазборова.мк. Да видиме сега и самата реклама за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Дојдовме до самиот крај на ова наша денешна утринска програма, почитувани гледачи. Ми преостанува да ви посакам секој добро за време на викендот и во останатите денови. Бидете благословени од Господа, бидете ведри, бидете расположени и секако бидете оптимисти. И посакувам секој добро и ви закажувам нова средба, ако Бог даде, живот и здравје, да се видиме повторно во понеделник во исто време со почеток во 9 часот. Пријатно. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на Радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо од студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на Радио Глас на надежта. Се гледаме.